Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Некои бебиња се развиваат побрзо од другите, некои малку поспоро, но важно е родителите да знаат дека секое бебе има свој ритам на развој. Проценката за напредокот го вклучува она што бебето, односно детето може да го направи, но и начинот на кој што тоа го изведува. Педијатарот треба да го следи развојот на бебето во првата година, но и подоцна во животот. За критичните периоди на психомоторен развој кај децата од раѓањето до 3-та година, денеска зборуваме со Валентина Дуковска, доктор на дефектолошки науки од Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добре ве најдов. Добар ден за вас и за вашите гледачи. Кога зборуваме за психомоторен развој кај децата, од што тој зависи? Дали е генетски детерминиран? Теориите за тоа кои фактори го детерминираат психомоторниот развој многу се менувале. Меѓутоа денеска со сигурност се знае дека психомоторниот развој не е само генетски условен. Долго време се мислело дека психомоторниот развој е процес кој што е резултат на постепеното разоткривање на предодредените шеми на ниво на централниот нервен систем, но тоа се додека не се појавила теоријата за динамички системи. А според оваа теорија се вели дека психомоторниот развој е динамичка интеракција на влијанието на повеќе фактори, меѓу кои индивидуалните карактеристики на детето, расположението на детето, специфичните услови на средината и развојот на централниот нервен систем. Според оваа теорија се вели дека структурите делуваат врз развојот на функциите, меѓутоа и функциите делуваат врз развојот на структурите во едни специфични услови на средината. А влијат ли надворешните фактори врз развојот на врз психомоторниот развој кај децата? Така. Срединските фактори всушност ја менуваат експресијата на гените, односно имаат епигенетско влијание. Многу често е спомнуван еден експеримент со пар на близнаци, каде што едниот близнак бил со отстапување во психомоторниот развој заради оштетување на централниот нервен систем, а другиот близнак бил со уреден психомоторен развој. Кај близнакот кој што бил со отстапување во психомоторниот развој биле превземани сите рани стимулативни и рехабилитациони мерки, додека близнакот кој што бил со уреден развој најголем дел од своето време го поминувал сам во своето креветче. После извесен временски период, кај близнакот кој што бил со отстапување во психомоторниот развој се забележани значителни подобрувања во психомоторниот развој, а кај близнакот кој што бил со уреден развој се забележувало задоцнување во психомоторниот развој, односно се уште не било продено. Мислам дека ова е еден јасен експеримент за тоа како како срединските фактори навистина влијаат врз психомоторниот развој. Кои се средински фактори може да влијаат да го забрзат или пак да го забават психомоторниот развој? Ве споменавте, доколку некое дете цело време лежи во креветчето, нема да проводи на време. Така е. Факторите од средината делуваат на различно ниво. Почнувајќи од оние кои што имаат директно влијание врз психомоторниот развој, како што се пренаталните, перинаталните, постнаталните фактори, или тука ќе ги споменеме пред за време на бременост, зачнувањето од тој период, исто така влијае. Во текот на бременоста, непосредно после самото раѓање, тука можеме да ги споменеме нели предвремено родените деца, деца кои што се родени од тежок пораѓај. Сето тоа има директно влијание врз психомоторниот развој, меѓутоа имаме и фактори од средината кои што индиректно делуваат врз психомоторниот развој, а тоа се на образовното ниво на родителите, задоволството од работата, па се до економската моќ и економската стабилност на пошироката општествена заедница. А како финансиската ситуација во семејството може да влијае на развојот на детето? Тоа се тие индиректни фактори. Значи, каква е климата додека расте детето, колку се родителите задоволни и расположени,
колку можат да му посветат внимание, колку можат да го стимулираат, односно да го поттикнуваат. Ние велиме дека секоја семејна средина е поттикнувачка врз влијанието на психомоторниот развој. Меѓутоа се случува во одредени ситуации овие фактори од средината некогаш може да представуваат ризик фактори за психомоторниот развој, меѓутоа во одреден момент може да представуваат и протективни, односно заштитни фактори за развој. Што тоа значи? Тоа значи дека ако имаме едно дете кое што има отстапувања во менталниот развој, поради оштетување на централниот нервен систем, не е исто дали неговиот развој ќе се одвива во семејство кое што е екстремно сиромашно, кое што само по себе представува ризик за развојот на детето, или пак ќе се одвива во средина која што ќе го прифати детето, меѓутоа ќе има и услови да ги задоволи сите стимулативни и рехабилитациони мерки кои што му се потребни. Значи, дете со типичен развој би можело да заостанува доколку не се овозможени сите услови во средината за да се поттикне тој развој, и обратно дете кое што има проблеми со развојот, кој што има нетипичен, така се вели, нетипичен развој, би можело да напредува побрзо во споредба со некој со типичен развој кој што расте во несоодветна средина. Но ние можеме на интернет да прочитаме кога ги следиме развојните пресвртници кај нашите деца, дека постои нешто што се нарекува майлстон. Што е тоа точно? Така, психомоторниот развој е континуиран процес, низ кој што децата на своите стари знаења и вештини ги надоградуваат новите знаења и вештини и постојано напредуваат со една одредена брзина. Меѓутоа, во исто време, исто така е точно и дека психомоторниот развој се одвива низ развојни фази, а секоја развојна фаза е релативно стабилна. И има уште една вистина дека психомоторниот развој се одвива низ предвидливи периоди, а во тој период детето е доволно биолошки зрело за да може да постигне одредена развојна способност која што не можело да ја постигне во наредниот развоен период. Или ако ова го преведеме за да можат гледачите и родителите да не разберат, тоа значи дека ние во одреден период од развојот на детето точно знаеме што очекуваме да се јави како развојна способност. Секогаш има плюс-минус. Плюс 1 месец, минус 1 месец, меѓутоа во одредениот период, например ако развојот го поделиме на од 0 до 3, од 3 до 6, од 6 до 9 месеци, ние точно знаеме во тој пременски период кои развојни способности ги очекуваме кај едно дете. Тоа значи дека детето ќе треба да ги изврши сите тие активности што се предвидени? Да, очекуваме дека најголем процент од децата, ако немаме никаков проблем, во тој развоен период ќе ги постигнат одредените развојни способности. Дали се ова критични периоди во развојот на бебето, односно на детето во првите 3 години од животот? Така, има автори кои што ги нарекуваат критични периоди и оние кои што ги нарекуваат критични периоди велат дека ако во развојната фаза не делуваат одредени стимулации од надворешната средина за да го поттикнат развојот на одредената способност, дека таа развојна способност никогаш повеќе нема да се развие. Меѓутоа имаме и стручњаци кои што ги поддржуваат сензитивните, односно чувствителните периоди на развој. Се сложуваат дека да, навистина е потребно делување на одредени стимулации од надворешната средина во одреден развоен период. Меѓутоа тоа не значи дека ако тие изостануваат, дека во наредниот развоен период нема да биде постигната одредената развојна способност. А ние денеска со сигурност знаеме дека всушност постојат временски прозорци во кои што е потребно делување на одредени стимулации од надворешната средина за да може да биде постигната одредена развојна способност. Токму заради тоа и бараме родителите да имаат информации за карактеристиките на развојните фази кај своето дете, за да знаат како да го поттикнуваат нивниот раст и развој. Треба да ги следат и оние табели на развој, што се поделени од 0 до 3 месеци, од 3 до 6. Што советувате? Како да знаеме што нашето бебе или дете треба да постигне за одредена возраст, ние самите дома?
Така е. Ние во ова денешно време, нели како ќе кажеме, дигитализацијата и информациите се повеќе достапни, па и на родителите им се повеќе на интернет достапни одредени развојни патокази, како ние би ги нарекле, како треба да се движат развојните способности. Да, тие се навистина корисни во одреден момент да му помогнат на родителот, да добие информации, да знае како да го наблюдува, како да го следи своето дете. Меѓутоа, еве еден мој краток совет би бил: секогаш кога се сомневаат дека има некое поголемо отстапување во психомоторниот развој, кога не станува збор за плюс 1 месец или минус 1 месец, сепак да се обратат на стручно лице кое што ќе направи проценка на развојот и можеби ќе добие дополнителни информации за стимулирање на развојот. Еве во првите 3 месеци или во првите 6 месеци, што би требало да ги загрижи родителите? Зборуваме за нивното бебе и психомоторниот развој. Во првите 3 месеци ние најчесто очекуваме дека детето веќе ќе стане свесно дека постои независно од својата мајка. Или во почетокот детето и не знае дека постои независно, се доживува исто со својата мајка. Полека ќе почне да доживува дека постои независно од својата мајка, полека ќе почне да иницира комуникација со блиските и со надворешната средина, и некаде на крајот на 3-тиот месец очекуваме дека ќе се јави таа така наречена социјална насмевка, која што нас всушност ни е првиот знак дека станува збор за уреден ментален статус. Како се движиме натака, нели веќе почнува и моторниот развој, почнува држењето на главата, па почнува и посегањето по одредени предмети, и нешто што би требало да го очекуваат на крајот на 6-тиот месец, тоа е да имаме активно вртење од грб на стомак и од стомак на грб, да имаме детенце кое веќе посегнува по предмети, кое што може да ги држи предметите, и најчесто овде еден знак или еден аларм кој што може да ги освести родителите, тоа е дете кое што не сака да лежи на стомак. Аха. Навистина Што не може да ја подига главата? Така, лежењето на стомак навистина представува една тешка положба, затоа што имаме влечење на земјената тежа, меѓутоа дечињата сепак сакаат да ја практикуваат и на 6 месеци бога ми се добро снаодливи на стомак. Да ги вклучиме и гледачите со нивни прашања на телефонскиот број 3076 677. Почитувани, се што имате да прашате или што ви представува дилема и е поврзано со психомоторниот развој на вашето дете од раѓањето до 3-та година од животот, одговор ќе ви даде гостинката која што со мене во студиото, тоа е Валентина Дуковска, доктор на дефектолошки науки при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Докторке, а каков е развојот, како изгледа мозочето кај малите деца? Вела тоа е пластично и што тоа значи? Има способност за пластичност. Да, така е. Развојот на мозокот е во интензивен раст и развој, особено во текот на првите 3 години, а овој развој секако е започнат уште интраутерино. Ова е период кога мозокот е највулнерабилен на делувањето од надворешната средина, меѓутоа во исто време пак има најголема способност за прилагодување, или тоа е, како што ние го нарекуваме, во овој период има најголема способност за пластицитет, односно пластичност, а тоа е поврзано со способноста на мозокот да ја пренесе одговорноста на друг центар како одговорен за одредени функции. Зошто ни е ова битно? Ова ни е важно за да можеме да ја планираме сензомоторната стимулација и раниот рехабилитационен третман. Тоа значи дека ако детето има некакви отстапувања во развојот и неможност да изведе нешто, друг дел од мозокот ќе ја преземе таа функција доколку се интервенира на време? Тој пластицитет на мозок и механизам на начин на кој што настанува, мислам дека се уште не е доволно разјаснет. Постојат неколку механизми за објаснување како делува пластицитетот. Едно е јасно дека тоа представува интеракција помеѓу биолошката зрелост и помеѓу срединските фактори. Тоа значи дека ако ние од било која причина имаме оштетување на ниво на централниот нервен систем, и ако оштетениот дел од централниот нервен систем е одговорен за одредена функција, под навремено влијание со стимулации и факторите од средината, здравиот дел на централниот нервен систем има способност да ја преземе функцијата која што требало да ја врши оштетениот дел. Наедноставно
Например, еве, ако едно бебе до 6-месечна возраст не сака да лежи на стомак и не успева да го крива главчето, со посебна рехабилитација би можело тоа да се промени? Ако навремено се реагира, ако сето тоа навремено се примени и ако ние ги примениме сите рани стимулативни мерки, зависно од остапувањата и зависно од причините кои што довеле да тоа детенце не може да ја крене главата, секако дека можеме да помогнеме. Затоа и ставаме акцент на раната интервенција и раната сензомоторна стимулација. И сега тука кој соработува? Невролог со дефектолог? Како изгледа таа интеракција? При третманите? Да, психомоторниот развој е синхронизиран тријас, велиме, на моторно, емоционално и когнитивно созревање. Сите овие спомнати домени меѓусебно се условуваат, а во текот на целокупното созревање представуваат една неразделна целина. Движењето е една основна функција која што е најкарактеристична за живото суштество и можеби ние затоа најмногу ги забележуваме одстапувањата во моторниот развој. Можеби затоа родителите во раниот развоен период се најмногу загрижени за одстапувањата во моторниот развој. Меѓутоа, како што моторниот развој влијае врз емоционалниот и когнитивниот развој, во исто време и моторниот развој зависи од емоционалната зрелост и квалитетот на когнитивното функционирање. А ако се вратиме на почетокот на разговорот, рековме дека психомоторниот развој е резултат на динамичка интеракција помеѓу повеќе фактори. Тоа значи дека проценката на развојот треба да биде резултат на еден тим од стручњаци, како што се педијатар, невролог, дефектолог, психолог, логопед, социјален работник и секако да ги споменеме најважните членови на тој тим, а тоа се родителите. Значи, родителите треба да бидат партнери во целиот овој процес. Постојат ли некои специфични тестови со кои што може да се забележат одстапувањата во развојот? Секако дека развојната проценка треба да представува првиот чекор во процесот на раната интервенција, пред да се започне сензомоторната стимулација, пред да се започне раниот рехабилитационен третман и секогаш како стручњаци се повикуваме на користењето на стандардизирани развојни тестови и примена од страна на обучени стручни лица. Постојат и скрининг тестови, кои што многу едноставно и многу брзо треба да бидат применувани од страна на педијатрите и од страна на родителите, кои што ќе направат брз скрининг на психомоторниот развој, ќе ги забележат првите одстапувања во развојот, меѓутоа ќе го упатат детето на понатамошна и детална развојна проценка. Така, што повелете? Ние често пати се случува да најдеме одстапувања во психомоторниот развој дури и кога немаме знаци на болест. Тоа значи дека болеста ќе почне многу покасно и постепено да ја развива својата клиничка слика. Или можеби генетичарот кој што има одредени забелешки кај детето, кога ќе ги поврзе со одстапувањата во психомоторниот развој, ќе дојде до заклучок за некаква состојба, синдром или болест. Но има и една друга вистина, а тоа е дека раната сензомоторна стимулација и раниот рехабилитационен третман не смеат да трпат за сметка на дијагнозата. Така. А што се вклучува раната интервенција? Раната интервенција или она што во последните години како новини се случува, јас сакам да верувам дека се случува и во нашата држава, тоа е воведувањето на развојната програма. А развојната програма е филозофија која што се базира на концептот на динамичка интеракција меѓу семејството, детето и околината. Значи, развојната програма има холистички пристап и ги почитува индивидуалните потреби како на детето, така и на семејството. Сушност, новините во процесот на раната интервенција се пренасочување на моментот на вниманието од детето на целокупното семејство. Токму заради тоа и една значајна задача на развојната програма е водење грижа за менталното здравје и стресот кај родителите
бидејќи тоа е еден од факторите кои што има директно влијание врз психомоторниот развој кај детето, а во исто време може да остави последици и врз развојот на архитектурата на мозокот. Што значи тоа архитектура, структурата? Структурата на мозокот, особено ако детето е изложено на хроничен, токсичен стрес, кој што трае долго време, ако детето живее во екстремна сиромаштија, тогаш истражувањата покажуваат дека може да настанат промени и во структурата на централниот нервен систем. Затоа велиме дека кај секое дете мора да биде обезбедена стимулативна средина и заштита од стрес. Која е најдобрата стимулативна средина за малото дете? Што родителите да прават за да го стимулираат развојот на детето? Секое семејство има, односно секој родител има капацитети за поттикнување и грижа за развојот на своето дете. Затоа новините велат дека најдобро би било кога би можело раната развојна проценка, раната сензомоторна стимулација и раниот рехабилитационен третман да се спроведуваат во домашни услови. Се надевам дека се движиме и ние како држава во тој правец. И она што им недостасува на родителите може би е обезбедување на доволни информации и поттикнување како да го стимулираат развојот на своето дете. Некош родителите ги затрпуваат децата со играчки. Корисно ли е тоа за психомоторниот развој? Секој дете најдобро го познава својот родител. Ако имаме развојна проценка, развојната проценка се прави на секои 3 месеци. Раниот рехабилитационен третман трае 3 пати неделно по 45 минути, а родителот го има целиот ден за своето дете. Информациите кои што ние ќе ги добиеме од родителите се непроценливо на дополнување на она што може да го забележи стручното око на професионалецот. Значи, родителот ги има информациите за своето дете, професионалецот ги има информациите за детскиот развој. Секоја семејна средина е доволно стимулативна средина за детето. Ако веќе прашувате какви треба да бидат играчките, значи учењето всушност представува преку повторување на смислени активности. Односно, учењето е процес кој што настанува низ рутините во секојдневниот живот. Детето учи низ активности кои што се интересни за него, а индикатори за заинтересираност се вниманието и задоволството во текот на играта. Тоа значи дека секој предмет или било која играчка која што ќе се најде во домашни услови може да представува стимулативна играчка, односно наменска играчка за поттикнување на развојот на своето дете. Често пати се случува родителите да дојдат кај нас во амбуланта и нели да ги скенираат играчките кои што ние ги користиме за проценка на психомоторниот развој и на наредната контрола да кажат: ама ние бевме ги купивме Истите. Навистина не е потребно. Ние мораме да користиме одредени, тоа се инструменти кои што ги налага развојниот тест кои што ние можеме да го спроведеме. Меѓутоа, предметите кои што се во домашни услови и како представуваат предмети за стимулирање на психомоторниот развој. Корисно ли е родителите да му купат на детето коцки, например? И дали при проценката на неговиот развој барат од детето да, например, во првата година да направи кула од коцки? Да, има одредени поставувања во развојните тестови дека некаде на година и пол детето треба да изгради една кула од 3 коцки. На година и пол? На година и пол. Треба да ги имаат дома, затоа што тоа е поттикнување на креативна игра. Значи, во исто време се поттикнуваат многу развојни способности, се поттикнуваат когнитивните способности, се поттикнуваат фините моторни способности, се поттикнува говорот. Меѓутоа, сето тоа зависи колку родителот ќе биде дел кога детето ја спроведува играта со коцките. Значи, секогаш е неопходна интеракцијата меѓу детето и родителот. Релациите кои што се остваруваат во домашни услови
еве ќе спомнеме уште еден фактор, директно влијаат врз процесот на учење и повторно делуваат врз развојот на централниот нервен систем. Но родителите често пати се многу уморни, кога ќе се вратат од работа, знаат да му дадат на детето телефон, таблет, некаков уред електронски и дефектолозите велат дека е проблем тоа што децата постојано со прстето пребаруваат на екранот. Зошто е тоа проблем? Да, сите сме во некоја трка, не знам, за пари или за некаква кариера, меѓутоа мислам дека време за посветување на детето мора да има и мора да се најде. Пред малку споменавме дека е ера на дигитализација и информатика, меѓутоа на вистина во светот истражувањата покажуваат дека овие современи методи не вршат поттикнување на психомоторниот развој кај децата, дури за жал имаат и негативно влијание врз психомоторниот развој. Така да барем некаде до кај втората година или некаде до кај третата година да се ограничува користењето и времето поминато како пред телевизија, а задолжително поминато во работа со мобилни телефони и компјутери. И секако дека и после третата година времето поминато пред телевизија треба да биде под контрола на родителот, каде што сепак повторно ќе има таа интеракција, односно ќе се прераскажува тоа што се гледа на телевизија. А дали цртањето може би е стимул за психомоторниот развој? Има ли вистина дека центарот за цртање е близу до центарот за говор, па се стимулираат еден со друг? Така е. Фините моторни способности и развојот на говорот се директно поврзани меѓу себе. Тоа значи дека како поттикнуваме развој на фини моторни способности, така вршиме и поттикнување на центарот за говор, односно поттикнување на експресивниот говор, па дали тоа ќе биде цртање, дали ќе биде манипулативна спретност со одредени ситни предмети, дали тоа ќе биде некаква креативна игра, може тесто да прават, фигурички, пластелини. Играње со тесто и пластелин. Да, навистина има директно влијание врз развојот на експресивниот говор. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со нашиот разговор. Со Валентина Дуковска, доктор на дефектолошки науки при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје, денеска зборуваме за психомоторниот развој кај децата од раѓањето до третата година од животот. Кои деца треба да бидат подложени на рана интервенција? Во нашата држава постои листа, задолжителна листа на деца родени со фактор на ризик, кои што треба да бидат дел од процесот на рана интервенција. Најголемиот процент од овие деца се предвремено родени деца, односно децата кои што се родени пред 36-та гестацијска недела и деца кои што се родени под 2500 грама. Меѓутоа во оваа група уште спаѓаат и децата кои што се родени со тешко раѓање или велиме деца со асфиксија, деца од близначка бременост, деца од патолошка бременост, деца кои што првите денови од својот живот ги поминале во единицата за интензивна нега и терапија, деца со конгенитални аномалии и деца од инвитро фертилизација. Значи, ова се деца кои што велиме дека влегуваат во процесот на развојно следење. Процесот на развојно следење всушност е еден дел од процесот на рана интервенција и најчесто ова развојно следење започнува од 0 и трае до третата, односно до петата година од животот. Петата, шестата година зависи од системот во државата кога е вклучувањето во воспитанието и образованието. Затоа се зема петата или шестата година и најчесто овие деца ги гледаме на секои 3 месеци во текот на првата година, иако е се во ред, на секои 6 месеци во текот на втората и третата година. На кој оддел од клиниката се прават овие проценки? Нашиот тим постои во склоп на одделот неврологија при Универзитетската клиника за детски болести, каде што се прифаќаат од страна на педијатар невролог
и дефектолог и се прави развојна проценка и се прави педиатриски и невролошки преглед. Зошто овие деца се дел од процесот на развојно следење? Затоа што можеби во текот на развојното следење од оваа група на деца ќе произлезе групата на деца кои што би имале отстапување во психомоторниот развој. Веднаш по раѓањето на бебето, родителите добиваат совет дека треба да се обратат на Универзитетската клиника за детски болести за развојно следење на нивното бебе? Да, децата кои што се нотирани како деца кои што имаат било каков ризик во развојот, добиваат препорака уште од гинеколошко-акушерските клиники или пак добиваат препорака од семејниот педијатар дека треба да се упатат на Универзитетската клиника за детски болести. А како изгледа психомоторниот развој кај деца со пречки во развојот? Важи ли се тоа што предмалку го зборувавме? Психомоторниот развој кај децата со пречки ги следи истите законитости и истите принципи како и психомоторниот развој кај децата со типичен развој. Значи, развојот представува континуиран процес кој што се одвива низ развојни фази, а секоја развојна фаза е релативно стабилна. Тоа значи дека нема скокање на одредена развојна фаза и нема враќање назад во претходната развојна фаза. За психомоторниот развој кај децата со пречки во развојот важат истите принципи. Принципот на индивидуалност, принципот на униформираност. Тоа значи дека психомоторниот развој има исти карактеристики кај секое дете. Принципот на интеракција, принципот на спонтано, а не линеарно напредување. Тоа значи дека кога детето ќе достигне одредено развојно ниво, малку ќе подзастане да се одмори, а во тој период всушност настанува созревање на постигнатото. И овде само што би сакала да го истакнам принципот на предвидливост, а тоа значи дека со проценка на моменталното развојно ниво, или ова што ние досега го зборувавме, точно знаеме кои развојни способности ни се треба да ги поттикнуваме во наредниот развоен период и така го правиме планот или за рана сензомоторна стимулација или за ран рехабилитационен третман. Кои се клучните развојни пресвртници кои што треба да се случат во првата, во втората и во третата година? Може ли вака накратко да ни нафрлите? Да, нели почнавме за во првите 6 месеци ги споменавте. За третиот и за 6-тиот месец. За 9-тиот месец, ако станува збор за моторниот развој, тогаш веќе очекуваме да имаме детенце кое што може самостојно да дојде во седечка положба. И нели некаде на крајот на 12-тиот месец очекуваме дека 80% од децата со уреден развој ќе бидат проодени. Секогаш останува уште 20% од деца кои што нема да бидат проодени, меѓутоа сепак имаат уреден психомотор.